Серијата средби во јавноста по предлог актот за прогласување на дел од Осоговските планини за заштитено подрачје во категоријата 5 заштитен предел, Министерството за животна средина и просторно планирање ќе започне во Кочани на 18 август ќе се одржи во спомен домот Асно. Целта е населението да биде информирано за тоа како ќе се одвиваат активностите во подрачјето и што ќе значи тоа за земјоделците, сточарите, рудниците и за другите жители кои зависат од користење на природните ресурси, односно како прогласувањето на заштитен предел ќе се рефлектира врз здравјето на земјоделството, шумарството и социоекономскиот развој. Прогласувањето на заштитени подрачја е приоритет нагласен во Националната стратегија за заштита на биолошката разновидност и Националната стратегија за заштита на природата во Македонија и други документи од приоритетно значење за државата. Заштитените подрачја може да предонесат за подобрување на економскиот развој и да отворат други можности за развој на кои од населението што живее во руралните средини би имало бенефит. Само околу 9% од територијата на нашава држава е под заштитени подрачја кои се распоредени претежно во западниот дел, додека на истокот, односно во Брегалничкиот слив, има само неколку поединечни стебла што уживаат статус на заштита, што е 0,3% од територијата на сливот. Освен во Кочани, Министерството за животна средина ќе организира јавни расправи и во Македонска Каменица, Пробиштип и Крива Паланка. Граѓаните, односно засегнатите страни, може да доставуваат коментари, забелешки и консултации по предлог актот кој објаве на единствениот национален електронски регистар на прописи во Република Северна Македонија и на веб страницата на Министерството за животна средина и просторно планирање. Инаку, процедурата за прогласување на Осоговските планини како заштитен предел е во завршна фаза и по јавните расправи се очекува одлука на владата.